Добре дојдовте во Акцент. И во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе имате можност да слушнете за неколку настани кои што се одржа изминатава недела во Кичево, а ќе имаме најава и за еден интересен настан кој што ќе се случи наредниот викенд. По 32 пат во Основното училиште доктор Владимир Полежиновски во Кичево се одржа општинскиот противпожарен квиз, каде што учествува ученици од речиси сите основни училишта од Кичево. А од 7 ноември па се до 1 декември оваа година, по повод месецот на книгата, во библиотеката Кочо Рацин, која што работи во склоп на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, се одржува саем на книга, каде што сите оние љубители на пишаниот збор ќе може да купат своја книга која што сакаат да ја прочитаат од издавачката куќа Феникс од Кичево. И она што на почетокот ви го најавив е тоа што овој викенд, поточно на 18 и 19 ноември, во Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево, ќе има премиера на документарниот долгометражен филм со наслов Приказка за Кичево од кичевските автори Бранко Стојановски и Виктор Гавриловски. Ние во оваа емисија направивме интервју со двајцата и поподробно ќе ве запознаеме за се она што е карактеристично и интересно за овој документарен филм посветен на Кичево. Акцент започнува. Следете не. Во градската библиотека Кочо Рацин при Центарот за култура во Кичево, по повод месецот на книгата, од вчера започна сајмот на книга на издавачката куќа Феникс од Скопје. На овој настан книгите се на попуст и до 50%, а можат да се најдат стотина изданија на Феникс од различни области, како детска литература, историографија и белетристика. Во рамки на одбележувањето на месецот на книгата, месец ноември, библиотеката Кочо Рацин од Кичево, која што е во склоп на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, од 7 ноември па се до крајот на месецот организира саем на книгата за сите љубители на пишаниот збор. Во ова издание на Акцент разговарам со господја Елена Поповска, литературен организатор при библиотеката Кочо Рацин од Кичево. Господјо Поповска, што е она што ќе биде презентирано на овој саем на книга? Нашите гледачи веќе нели можат да забележат дека книгите се веќе поставени, има посетители кои што секојдневно се интересираат. Кажете ми еве од кој издавач учествува во овој саем на книга и колку изданија им понудивте на овој саем на сите љубители на пишаниот збор? Добар ден на сите гледачи. Значи, како што спомнавте, од 7.11.2016 во нашата библиотека Кочо Рацин имаме саем кој доаѓа од издавачката куќа Феникс. Значи, на овој саем, самата издавачка куќа Феникс ни овозможи повеќе наслови, како што се лектири за средно, за основно, бестселери, енциклопедии и многу други наслови. И би порачала на сите граѓани во Кичево и околината на Кичево да го посетат овој саем, бидејќи цените на книгите се со голем попуст од 50 до 80% и се движат од 20 денари до 300 денари. И овој саем ќе трае се до 1.12.2016 година. Мислам дека ќе имаат извонредна прилика сите љубители на пишаниот збор да ја посетат библиотеката во Кичево и навистина да видат што издавачката куќа Феникс им нуди заедно со библиотеката на сета таа читателска публика. Сакам да ве прашам, споменавте дека има различни жанрови, повеќе изданија, над можеби стотина изданија кои што се понудени во овој момент во вашата библиотека. Како интересот еве во овие првични денови? Кој повеќе се интересира, дали помладата читателска публика, така да ја наречеме, или можеби застапени се сите возрасти во овие први денови од овој саем?
Вака, би сакала да споменам, тоест да направам една споредба која имавме летово со еден друг саем. Значи, тој саем беше од издавачката куќа Македоника Литера. Таму имавме голема заинтересираност од страна на помладата генерација, и се надеваме дека и сега, прибидејќи и за повозрастната генерација има голем број наслови и многу убави бестселери, и се надеваме дека ќе имат поголема заинтересираност и од нивна страна, каде што ќе си ги збогатат своите библиотеки домашни и би купувале како за подарок, како за своите најблиски. Сепак мислам дека овај саем, како и претходниот, значи пак ќе го споменам и тој, се со многу големи попусти и има многу убави наслови. Па би сакала да е и овој посетен како и претходниот. А сега имаме овај ден, значи имаме почетно голема заинтересираност пак од помладата генерација и се надеваме дека до први ќе имаме уште поголема. Сигурно дека ќе биде така, бидејќи вие досега како библиотека располагате и со голем обем на книги од различни жанрови и тематики. Ајде да проговориме нешто и околу самата состојба моментална во библиотеката. Знам дека една е од најстарите, можеби во Македонија, уште од далечната 1945 година откако е основана. Сега нели работи заедно во склоп на Центарот за култура Кочо Рацин. Кажете ми како е организирана сега библиотеката, што може да им понуди на кичевчани, бидејќи знам дека имате доста посети во текот на денот, доаѓаат луѓето, се интересираат, бараат книги, дури и оние нели најнови наслови кои што се презентираат на македонската јавност. Ми имате кажувано нели дека кичевчани сакаат да ги имаат први во своите раце да ги прочитаат. Како е сега организацијата во библиотеката? Библиотеката иако работи со издавање на книги, со изнамување на книги, значи во самата библиотека во склоп се организираат и промоции, презентации на книги. Можам да напоменам, значи би сакала и тоа да го напоменам, за дека е кај нас во околу 100.000 книги може да се најде и стручната литература која е поклон од нашата влада, Министерството за култура, каде што тоа се преводите од 1000 стручни и научни книги и учебници. Во библиотеката се организираат различни културни манифестации, како што се литературните читања, промоциите и презентации на книги како светски денови, кои се одбележуваат во културни активности, а тоа се мајчиниот јазик, светскиот ден на поезијата, светскиот ден на книгата и уште многу други. Нашиот литературен конкурс, кој се организира на 13 јуни, тој го носи, нашата библиотека го носи името на еден познат револуционер и поет Коста Солев Рацин. Па за него организираме поголема манифестација, каде што имаат поетски читања, наградувања на конкурсите, каде што имаат голема заинтересираност од страна на основните училишта и од околните основни училишта, значи од нашите околни села, и сепак децата трудолюбиво ги доставуваат своите творби и изборот е многу голем. Јас искрено се надевам дека сите овие активности кои што ги споменавте, кои што се одржуваат во библиотеката во Кичево, ќе продолжат и понатаму и се разбира, се надевам дека во иднина ќе бидеме сведоци на уште поголем број на настани, промоции на книги, на сите различни дела, повеќе саеми и се она што нели ќе допринесе да се зголеми читателската публика во Кичево, која што искрено верувам дека и сега е во навистина голем и завиден број. Посакувам овој саем да заврши успешно, да испромовираме што повеќе од книгите кои што тука ги нудите и се разбира да ги афирмираме сите оние автори и сите оние дела кои што значат нешто кај оваа читателска публика. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас и за на крај би сакала да напоменам за сите љубители, читатели на книгата дека уписот ќе почнува од 2 јануари 2017 и ќе трае цела година, износот останува ист од 200 денари. Во првите 2 дена сајмот имаше посета од голем број влюбеници на пишаниот збор, а до крајот на месецов посетеноста се очекува да биде уште поголема.
Инаку, издавачката куќа Феникс постои од 1992 година и досега работи мощно успешно без никаков прекин или застој. Нејзин основач и директор е новинарот и писател професор доктор Христо Петрески. Феникс досега има публикувано над 2500 своји изданија и располага со 4 книжарници продавници за малопродажба во Скопје, а има регистрирано и неколку своји подружници кои работат под името Виарт. Исто така, Феникс е основач и на Фондацијата за културна и научна афирмација и презентација Македонија Презент, која постои и работи од 1998 година. Во Основното училиште доктор Владимир Полежиновски од Кичево денеска се одржа 32-иот поред општински противпожарен квиз, кој е во организација на Општинскиот противпожарен сојуз од Кичево. На надпреварот оваа година учествува ученици само од основните училишта од општина Кичево, од кои најдобрите ќе земат учество на регионалниот надпревар. По 32 пат во организација на Општинскиот противпожарен сојуз од Кичево во Основното училиште доктор Владимир Полежиновски се организира Општинскиот противпожарен квиз. По тој повод гостин во емисијата Акцент е господинот Гоце Богдановски, председател на Општинскиот противпожарен сојуз од Кичево. Господине Богдановски, благодарам што одвоивте време да бидете учесник во нашата емисија. Кажете ми, еве, реков дека по 32 пат се одвива овој Општински противпожарен квиз. Што точно се случува на овој квиз? Кој се учествува и што после оние ученици кои што учествуваат, дали може би одат на републички надпревари, на понатамошни други надпревари и така натаму? Најнапред ви благодарам што не посетите и добар ден и поздрав до сите надпреварувачи. Значи, овој, како што спомнавте, овој е општински противпожарен квиз кој се организира традиционално секоја година на ниво на Република Македонија во организација на противпожарниот сојуз на Македонија и Општинскиот противпожарен сојуз Кичево. Ова се организира, значи, по 32 пат на локално општинско ниво. Учествувачи имат 7 екипи од сите основни училишта во општината Кичево. Поканети се и од средните училишта, но за жал немате пријавени екипи, така да овој пат ќе се организира само на во една категорија на ученици од основните училишта од општината Кичево. Сите преварувачи ќе одговараат на прашања од областа на противпожарната заштита. На ова ниво победниците од овој општински противпожарен квиз ќе одат на регионален противпожарен квиз кој се одржи во некој од соседните градови, може би да видиме ние домаќин, тоа ќе одлучиме на страна на противпожарниот сојуз. Така да после тоа одат на државен надпревар, кој со така ќе се организира во некој од општините во Република Македонија. Овој квиз се организира, како реков, 32 години уназад. Целта е, значи, пропагирање на противпожарната заштита, потсетување на граѓаните за обука на населението од мали нозе за противпожарна заштита и се обработуваат теми претежно од заштитата од пожар, од превентивен карактер. Така, може ли да ни кажете еве околу самата содржина на денешниот надпревар? Споменавте дека учениците ќе одговараат на прашања, дали може би има дели каде што учениците ќе покажат и практично знаење? Не, овој квиз само е во теоретска настава, во практично нема да има, само во теоретска теоретски прашања. Ќе се надпреварува сите на исти прашања, со победници ќе имат, значи, победниците за прво, второ и трето место ќе добијат пригоди, награди и само тие што освојат прво место ќе одат на регионалниот противпожарен квиз надпревар, што ќе се одржи во некој од соседните градови и, како што реков, можда ако одлучи така од противпожарниот сојуз на Македонија, да бидеме и ние домаќини. Во овие изминати 32 години наназад како што се организира Општинскиот противпожарен квиз во Кичево, кој е најголемиот успех до сега? Дали се има некоја награда освоено на регионално или на државно ниво? Успеси има повеќе. Значи, редовно сме на регионалните квиз надпревари. На државните учествуваме скоро секоја година и во 2011 година учениците од Основното училиште Санте Штериовски од Кичево освоија прво место и беве домаќини на државниот надпревар кој се одржава во Кичево, во Домот на културата. Имаше присутни надпреварувачи од цела Република и реков учениците од Основното училиште Санте Штериовски беа
причината и поводот да бидеме домаќини на тој државен противпожарен квиз надпревар. Значи редовно учествуваме и ова што реков бевме домаќини во 2011 година, тоа е најголемиот успех што и плафонот кај што до кај што може да се стигне со овие надпревари. Општинскиот противпожарен сојуз од Кичево секако дека освен оваа активност организира и можеби учествува и во други активности. Може ли еве да го искористиме овој разговор да споменеме и околу другите активности на Општинскиот противпожарен сојуз од Кичево? Секако, Општинскиот противпожарен сојуз е Сдружение на граѓани. Имаме ние во нашето сдружение 6 противпожарни друштва кои се работат на превенција и заштита од пожари на подрачјето на општина Кичево. Ние покрај овој квиз е еден само од нашите активности. Обично во пролетниот период организираме литературни творби, ликовни творби, така да имаме издадена една збирка на песни што ученици од основните училишта од општина Кичево во изминатите 3 до 4 години ги создавале, се собрани во една збирка и таа се викат за поубави постречи да не бидат дните, така таа отпечатена и доставена до сите училишта во градската библиотека во Кичево и покрај овие активности организираме и семинари, учество на посета на работни организации на училишта, на институции. Рековме на ширење на превентивата и во заштитата од пожари. Тоа е основната цел на противпожарниот сојуз. Има ли интерес еве од помладите ученици? Секако дека овој вид на активност како што е овој квиз тука ќе допринесе во развивање на она што и вие го кажувате превентивата од ваков тип на појави. Каков е интересот кај учениците? Освен овие што учествуваат на ваков тип надпревари, има ли некои што сами се јавуваат и сакат да се зачленат во вашиот противпожарен сојуз? Учениците се во училиште доста се активни, скоро секоја година имат и може да изрази голема благодарност и до училиштата, раководството на училиштата, до менторите кои ги припремат и подготвуваат учениците за овие надпревари, за литературните творби што ги организираме. За жал од година во година опаѓа малку интересот за учество во нашите активности. Меѓутоа ние се трудиме да го подмладиме составот на членовите на доброволните противпожарни друштва и да дојде до масовување на ова здружение. Се со цел ширење на противпожарната култура на ниво на подрачје на општина Кичево. Господине Богдановски, ви благодарам што бевте дел од емисијата Акцент. Ви посакувам успех како на овој општински квиз надпревар, така и на регионалниот и дај Боже да учествувате и на државниот надпревар и да се вратите со некој од првите места. Благодарам. Првото место го освоија ученици од основното училиште Санде Штериовски, настава на албански јазик. Второто место им припадна на учениците од основното училиште Христо Узунов од Другово, додека третото место го освоија учениците од основното училиште Кузман Јосифовски Питу. Овој противпожарен квиз има за цел подигнување на свеста и противпожарната култура кај учениците со цел превентивно делување во појавата на шумски и друг вид на пожари. Ваквиот вид на надпревари традиционално се одржува на целата територија на Република Македонија, на кој надпреварувачите ги покажуваат своите знаења стекнати од областа на противпожарната заштита. Во вечерашново издание на емисијата Акцент, почитувани гледачи, имам чест да се дружам со двајца млади кичевчани, двајца млади ентузијасти, луѓе кои што од она што ќе го слушнете и вие ќе заклучите дека навистина многу вложија во промоцијата на градот Кичево и во се она што во нашиот град се одвивало во минатото, а е прикажано низ една нивна призма во ова сегашно време. Добре дојде за Бранко Стојановски и за Виктор Гавриловски, двајца кичевчани. Еве, разговорот ќе го започнам со мојот имењак и по име и по презиме, Бранко Стојановски. Бранко, приказка за Кичево е насловот на вашиот прв долгометражен документарен филм посветен на Кичево. Ова приказка за Кичево, дали некој тука нешто ќе ни раскажува, или па така беше едноставно да го одбереме тој наслов? Нарација ќе има, во секој случај, меѓутоа не е она класично раскажување, туку низ едни видеоматеријали, слики и баш кај Нарација Плюс ќе има една приказка за Кичево, приказка насловот е намерно така наместен, за Кичево од многу старо време па се до овие понови години, во новиот милениум.
Еве, ако веќе зборуваме за тој период, кој период е опфатен, од кои години и што е она, да речеме, еве, наинтересно што гледачите ќе можат да го видат? Гледачите ќе можат да разберат територијата околу градот Кичево од пред нашата ера, поврзано со многу анимација, со многу податоци од историчари, па хронолошки до некои понови времења и плюс имаме некои нови снимки, тоест нови за сите гледачи, а досега необјавени снимки од Кичево од 1971 година, кои имаме голема благодарност до кинотека на Македонија, која ни ги отстапи, на режисерот Мето Петровски. И секако има и некои видеоматеријали од 90-тите години, од приватни архивски снимки на луѓе, кои исто така не се објавени, а луѓето ќе имаат прилика да ги погледнат. Сега, како што кажав и во самата најава, ова е долгометражен документарен филм. Виктор, за неколку денови ќе имаме и официјалната промоција во Кичево. Кажи ми кога ќе биде тоа и на кое место? Па тоа ќе се одржува во Домот на културата Кочо Рацин во Кичево во 20 часот на 18 и 19. Премиерата на 18. И се надеваме дека ќе биде посетено. Така, Бранко спомена дека е опфатен голем период, за нели секој да може нешто да каже за сите тие времиња минати и можеби од поблиску и од подалечно минато, потребни се луѓе, нели, кои што тоа ќе го сведочат, ќе го кажат ни своји слики, ни своји зборови. Колку соработници вас ви беа потребни за да го снимите овој документарен филм? Па снимевме околу 36 луѓе, се на се е благодарност до нив, голема, што ни излегоа во пресред. И имавме доста материјал, го работевме филмов околу 5-6 месеци негде. Значи се монтажа, сценарио, режија, све правиме ние двајца. И мислиме дека добро вака испадна, ќе видиме. И не е нешто баш вообичаено. Се обидовме да го направиме некако да биде пооригинално, да не е некој класичен документарец само. Така, јас сакам еве да ти извлечам некои имиња од оние соработници кои што учествувале во снимањето, бидејќи постои голем интерес помеѓу кичевчани за она што ќе се случува на 18 и 19 овој месец во Кичево. Кажи ми кои луѓе беа вклучени во самата изработка на филмот, значи оние луѓе кои што, како што реков, сведочат за историјата на Кичево? Па најпрво за историјата интервју ни даваше Душан Ристовски, тој е познат историчар од Кичево. Живко Новески, познат истописател од Кичево. Имаме доста некои млади дечки што се млади бендои. Имаме ракометари, спортисти, фудбалери, Кочо Зердески, да речеме, од фудбалерите, Фрањо Павичич. Имаме доста, да, луѓе што се занимавале со уметност, со театар, со музика. Имаме исто така и за атлетиката. Значи имаме од сите аспекти на општественото живење, така, се она што било актуелно и е поврзано нели со нашиот град. Бранко, ова вие ваше првенче, значи нешто што во ваков формат излегува од вас двајца. Од каде ја добивте идејата? Сигурно дека заради тоа што можеби ете и живеете во Кичево и сте растеле во Кичево, меѓутоа интересно е да се напомене дека ваков тип на документарец кој што опфаќа подолг временски период за историјата на Кичево до сега не е снимен. И ова можам да речем навистина ексклузивно првенче кое што ќе прикаже многу работи за Кичево и еве како што каже и ти на почетокот некои снимки кои што до сега и не се објавени никогаш. Кажи ми, ете идејата првична, дали беше твоја, дали на Виктор, заедничка ли беше, некој друг, дали ви насочи, ви посочи нешто? Идејата беше моја. Еден ден си седев така дома, ми дојде идејата, чисто така ми дојде идеја од нигде никаде. Пошто добро имавме ние мерак за работа со филм, посебно Виктор, моја животна желба да работи со филм, јас имав една идеја и со негова помош и моја помош, значи заедно влеговме во овој проект. На почеток мислевме дека онака као ајде да пробаме, меѓутоа ако видовме дека стварно има и заинтересираност и навлегуваме подлабоко во нешто што засега не е изработено за градот Кичево и кога луѓето стварно ни честитаат и дури сега сме свесни што имаме направено за Кичево, мислам се надеваме.
Имавте ли некоја поддршка од стручен аспект? Можеби сега не знам, можеби и вие сте стручни во образование, да не погрешам, меѓутоа дали имавте, ако веќе не сте вие стручни во оваа област, филмската или ТВ областа, дали можеби побаравте консултација од таков тип на лице? Буквално ние работиме се, од А до Ш. И снимаме, и монтираме, и ги бркаме други работи, некои имавме мал финансиски проблем, имавме малце помоши од некои локални фирми за да не излезат и тие во пресред. Буквално се работиме ние сами. И монтирање и снимање и се. Така, Виктор, колку време трае самиот документарен филм? Споменавме дека е долгометражен и што можеме да очекуваат нашите гледачи, ќе биде ли интересно од почеток до крај? Па документарецот трае околу 2 часа и 15 на минути, се надеваме, сега треба да опуштиме последниот рендер, го немаме уште пуштено. Вака филмот е динамичен доста, има доста работи кои што мислиме дека ќе ги публиката ќе треба филмот да ја вози публиката на некој начин, за да не им биде досадно. Мислиме дека ќе постигнеме тој ефект, па ќе видиме на премиерата. Веројатно, мисля се надеваме. Така, обично со ваков тип на изработки, на ТВ изработки, дали е тоа документарен или игран филм, обично авторите учествуваат и на некои фестивали. Сепак е тоа еден труд кој што треба и да се вреднува. Кажи ми дали можеби имате планирано да учествувате после промоцијата и премиерата, да бидете дел и од некој во нашата држава или надвор од нашата држава? Некои идеи од почетокот на февруар има неколку македонски фестивали кои се базираат строго на документарни филмови, меѓутоа има и други преку лето што се некои фестивали каде што сакаме да земеме учество, тоест да аплицираме, па ќе видиме. Има фестивали што се специјално за документарни филмови, значи тамо сигурно ќе опуштиме филмот. Во кинотека на Македонија исто се надеваме дека ќе опуштиме да го гледаат и луѓе што се од Скопје или од негде другаде. Кога човек ќе се зафати со некоја работа што е првенче, некогаш наидува и на скептицизам од другите луѓе. Можеби ќе речат, ајде сега од каде, па вие тоа да го работите, па вие немате искуство, па од кај вие знаете. Се соочувавте ли со такви моменти каде што некој можеби и не веруваше дека ќе успеете во ова? Па да, искрено повеќето луѓе не верува, многу малку луѓе верува во тоа, ама значи ние бевме едноставно решени дека треба да направиме тој проект, пошто сакаме да се бавиме со таква работа. Тоа ни е желба, мисле цел живот. Татко ми и мајка ми има порано видеотека и како мал гледав доста филмови и така се интересирав за тоа. Продолжив да работам, значи тоа монтажа, такви ствари што се звук, монтажа на звук и тоа е тоа отприлика вака. Така, Бранко, телевизиската, филмската магија е навистина вистинска магија. Еднаш кога ќе се зафатиш со таа работа да знаеш дека нема излегување. Кажи ми, дали веќе ви се вртат некои идеи во главите околу нешто наредно? Јас сум сигурен дека иако Виктор ни каже дека 2 часа и повеќе ќе трае документарниот филм, сигурно не е пак се опфатено она што е навистина интересно да се прикаже. Кичево е, знаеме, град од кај што произлегле многу познати спортисти, музичари, уметници, политичари, значи може со што од секоја област Кичево да се пофали. Кажи ми, дали ви се врти некоја идеја да имаме приказка за Кичево 2 или можеби нешто на поинаква тематика како документаристика или можеби и игран филм? Приказка за Кичево 2, имаме некоја идеја, можеби не приказка за Кичево 2, меѓутоа директор скат во секој случај сме во план, ќе видиме, имаме некоја идеја, а во иднина имаме идеи за серијал. И сега уште може да на серијал што ќе се бави со, значи не со Кичево, туку што ќе се бави со некои фантастични приказни од македонскиот фолклор и од балканскиот. Сега дали ќе успееме тоа да го сработиме, да, тоа не е само како идеја моментално. Имаме и некои други, али
Така. Јас на крајот на разговорот ќе ви се заблагодарам и уште еднаш да ги поканиме кичевчани и сите оние кои што сакаат да знаат нешто повеќе за Кичево, да дојдат во Центарот за култура Кочо Рацин во Кичево на 18 и 19 овој месец. Ви благодарам уште еднаш и многу успех понатаму. Тоа беше се, почитувани гледачи, што ви подготвивме и во ова издание на емисијата Акцент. Следете ги нашите репризни изданија, а со нови содржини и интересни други настани ќе се видиме за 7 дена наредниот вторник во 20 часот и 45 минути. Довидување.